останатите 6.000. Добро, да, 6.000 тие... Ама не е да, господине Кузман, како да. Значи, сто има поголема вредност од другите. На сите 6.000 сакате да пуштиме чувари да ги чуват. Ја не викам да пуштите чувари. Каква заштита Каква е таа дискусија? Каква е таа дискусија? Па има полиција, ве молам, има инспектори, постојано... Како вие сте сигурни дека нема да има упат на илегални искупување на... Јас сум сигурен, бидејќи сите илегални, веќе ги регистрираме, многу се оди в затвор, актери во тие работи, многу се насудени и повторно ќе се случуваат тие работи како и секаде се случуваат и тука ќе се бориме во границите на можностите на државата. Се бориме со парите кои ги се даваат на археолошки искупувања, може да се дадат на друго. А што да се дава? Да платиме на 6.000 места чувари? Не зборувам ја за физичка заштита. Зашто? Зборувам за регистрирање. Колку археолошки локалитети има Македонија? Можеше со тие геомагнетни скенирања да се пререгистрира цела Македонија, можеше да се премери. Цела. И ќе си имаше слика, евиденција што содржат тие археолошки локалитети, првична слика. А се искенирани, да кажеме, само 3 локалитети и сега уште 1-2 што ги спомена господин Атаско Кузман, и тоа во функција на археолошко истражување. Ви се молам, геомагнетните скенирања во светот не се прават во функција на археолошко истражување. За евидентирање на археолошки локалитет, истата невладина организација од Британија која работеше во Македонија склучи договор минатата година со германската влада за премерување на цела Германија. Па ви се молам, значи ние сме попаметни од сите излегува. Зашто тие сакаат... Ама не со вашите. Ама не се тоа мој. Ма не, вие бевте актер во таа работа се, затоа дискутирате... Јас бев иницијатор на нешто што ми е жал што вие не го прифативте. Не можеме да прифатиме недоволно како образложено постапување во тотално недоволно. Значи вашите беа неубедливи постапки во геомагнетните истражувања. Укажаме, прашајте колегите, Кои колеги да ги прашам? Па тие што учествувале, скупи... Никој не учествуваше. Само нашата невладина организација го изведуваше, само резултатите само ви беа. знаете и молам, терајте си работата на така. Беа со експерти, со еден од најголемите светски експерти. Државата има поинаки согледување од вашите и вие Апсолутно се согласувам дека има. Легитимни се двата става. Колку археологијата е бизнис? Во смисла на она што пред малку го зборувавме околу обезбедувањето, во смисла на она што вие го рековте илегалните влегувања, во смисла на распродавање и продавање на она што е извадено. Да, илегалните скупувања се проблем дефинитивно и верувам дека се работи на решавање на тој проблем и дефинитивно не можам тука да спорам со господинот Кузман и верувам дека е како да кажам едноставно намален цел тој тренд на илегални скупувања. Предпоставувам дека се не би сакала да зборувам во негово име дека нивните тези се дека што повеќе археолошки скупувања има, толку помалку илегални скупувања ќе има и легитимна е таа цел. Илегалните скупувања се бизнес, мислам. Знаете, во секоја земја која има таков археолошки потенцијал како што има Македонија, секогаш ќе има и заинтересирани луѓе, да кажеме, тоа може да го поврземе со страшната економска ситуација, можеме да го поврземе со атрактивноста на предметите што може да се најдат. Тоа е релативно нормална работа во која дефинитивно треба да биде еден од приоритетите со кои држава да треба да се бави. Во моментов веројатно е помалку бизнес, но во минатото беше и како голем бизнес. За тие што се занимаваат со таа работа е бизнес, веројатно продаваат, заработуваат, но се трудиме сето тоа да оневозможиме. И да, навистина е тоа дека ние сметаме дека што повеќе археолошки истражени простори, то помалку работа за тие другите романтичарски истражувачки ситуации и велам дека се согласувам и со неа дека се трудиме во границите, може колку што можеме спречиме тие дејства такви. Мислам дека има тука успеси, мислам дека се до тоа зависи исто така, да, од економската можеби состојба во земјата, можеби од некои други ситуации за зголемување на богатството и така, но главно ако станува збор за бизнес меѓу археолошкиот свет, ако и такво е прашањето, например, како што се знае да се напише понекогаш, категорички тврдам дека тоа не е така и во овие времиња кои имаме повеќе финансиски средства ево да ги вршиме археолошки скупувања, тоа не е бизнес воопште, но факт е дека
со овие запати, ако ништо друго, институциите многу се опремија со соодветна опрема. Во институциите немаше доволно мотики, казми, колички и така натаму. Немаше дигитална опрема, немаше детектори, немаше компјутерски апаратури. Значи, сето тоа сега барем со овие финансиски средства, барем тоа се стори и колегите можат да се надеваат дека натака ќе можат подобро да работат. Сега, Никица сигурно не знае, но ние имаме, сега сме во фаза на подготовка на купување на пософистицирана опрема за истражување, која ќе помогне во овакви ситуации помалу да се деструктивно истражување, на што тешко се сложуваат археолозите, но и тоа ќе биде натака сигурно во иднина, нема да има проблем, ќе успееме и во тоа. Значи да се опремиме и во таа смисла со опрема. Колку е точен впечатокот, пак ќе речем, она што јас со страна го гледам дека се трчаше, се истражуваше, иако видите антиката е најбогата, меѓутоа како постојано само да се отвора нови наоѓалишта, нови локации, како да баравме Александар. Например, кажете кои се тие ево нови што сме отвориле да го баравме Александар. Ево јас да ви кажам. Ја не памтам многу, сем на автопатот од Катланово натака го викаме кастелот кај Кожле над Пчиња, но тој не е опште антички локалитет, сите знаеме дека тоа е средновековно. Тој е на самиот автопат, сакавме да не пропаѓа пред наши очи, сакаме да го истражиме, да го конзервираме и да го презентираме, бидејќи на автопат и во туристичен смисла да може да тоа е 14 век. Значи тука нема антика. Друго нешто ново сега не може да се присетам. Прв пат почнавме посериозно да копаме Исарот на Штип. Исто така со овие истиве намери да го истражиме, да го конзервираме, да го презентираме, да биде поатрактивно и во туристичен смисла, да може да доаѓаат посетители во Штип, да има што да видат и така во таа смисла, а колегите би имале своји научни интереси, се разбира. Потоа други локалитет кој Исар Марвинци, знаете зошто таму има сите периоди од преисторијата, антика, досна антика, не сме барале никогаш Александар, но навистина има многу вредни наоди од тие периоди и се гордееме со тие наоди како и секој археолог. На друго место каде, ево, не можам да се сетам, Плашник е комплексен локалитет од преисторија до 19 до 20 век. Цареви кули во Струмица, тоа средновековна тврдина, но и таму из него е некои преисториски културни слоеви. Не можам да се сетам, Стоби Хераклеја скупи, тие се отворени одавна и ние гледаме што подобро да ги презентираме, да ги истражиме што повеќе и да можат исто така да привлекуваат внимание кај посетителите на Република, на нашата држава. Одиме и покрај автопатот на некои локалитети, сега почнам неки градишки кај него отиде, затоа што исто така покрај самиот автопат, ево тоа ќе ви кажам, тоа е намерно стратешки правено, за да може да привлече внимание, бидејќи тука поминува Европа, да може да погледне во тврдината, но тие се градишта не се копат или тие локалитети за да се бара антиката или антички корени, како што цела македонска јавност пишува и му се чудам, ама добро, така си размислуваат луѓето, имаат право да размислуваат. За тоа е поканата, за тоа и разговара.